Благодарам, господине председател. Почитувани пратеници, почитувана јавност, денес имаме точка на дневен ред измена на Законот за минимална плата. Основниот текст на Законот за поднесен од група пратеници од опозицијата. Основниот текст на Законот за минимална плата е донесен 2012 година и истиот се применува во Република Македонија. Она што е многу битно, треба да на оваа расправа и се разбирам по завршување на расправата, да одлучиме дали има потреба од изменување на овој закон онака како што е предложено од колегите од опозицијата. За прв пат во Република Македонија се донесува закон кој што дава неколку гаранции и тоа е добро и неминовно да го потенцираме. Значи, она што до 2012 година го немаше во Република Македонија, даваше за право да се исплатуваат плати по она видување, онаму каде што работниците се вработени, па имавме исплата на плата можеби од 3.500–4.000 денари. Со донесување, односно со донесување на закон, веќе тука имаме одредена гаранција за исплата на плата согласно закон. Понатаму, тој закон дава на некој начин и гаранција за неотпуштање, се разбира доколку не се случат одредени прекршувања од страна на работниците кои што неминовно налагаат да работодавецот преиде и во таа насока. На некој начин и гаранција за работното место. Ке поминам понатаму во дискусијата зошто сметам дека ова е едно лошо законско решение. Прво и основно затоа што ваквото законско решение за изменување на постојниот закон за минимална плата сепак мора, според мене, да се поднесува со предходни разговори, преговори, договори и на некој начин давање на согласност на партнерите, а тоа се Сојузот на синдикати и работодавачите, бидејќи овој закон представува, можеме да го наречеме и устав за нив, кој што мораат во иднина да го применуваат. Морам да напоменам дека веднаш по изгласување на основниот текст на закон се поднесе измена, буквално за неколку дена се поднесе измена на постојниот закон, за да тој дојде и на дневен ред. И што се зборуваше во таа измена? Па речи си идентично што и во ова сега измена што се предлага 2015 година. Зголемување на минималната плата во износ околу 1000 денари, 1000 и нешто. Дали, почитувани, зголемувањето на 1000 и нешто денари, она што го слушнавме од представникот на предлагачот, ке допринесе да се заврши, односно да се помогне на оваа категорија. Да, во еден износ да, но дали тоа не е популистички во овој период? Јас велам да. Затоа што нема да ги реши, свесни сме сите оние проблеми кои што од финансиски аспект ги имаат граѓаните, односно вработените во оние кои што им се исплатува минималната плата. Што всушност може да придонесе овој закон? Може да предизвика сериозни проблеми и за вработените кои што ја земаат оваа минимална плата и за работодавачите. За вработените може да предизвика доколку работодавачот процени дека не може да исплатува онаа минимална плата во случај на исплатна сега што се предлага измена во законот, да дојде до отпуштање. Можно е. Не можеме да кажеме дека ова не е можно. И почитувани,
Верувајте дека сите кои што ја зимате минималната плата, можно е. Не велам дека не, меѓутоа можно е да очекувате и ваш престанок на работниот однос. Што друго е можно? Можно е да предизвика проблеми во функционирање на самите работодавачи. Зошто? И од тој аспект сметам дека ова законско решение можам да го квалификувам несериозно, затоа што не слушнавме во потребата од донесување на ова законско решение дали е разговарано со социјалните партнери, односно со синдикатот и работодавачите. Јас ова навистина, доколку има реплики, ќе го поставувам, а верувам дека барем еден од репликантите ќе собере храброст и да каже дали разговарале и што е исходот од разговорот, а доколку не разговарале, навистина е сериозно, бидејќи сепак задира многу сериозно прашање. Зошто мислам дека ова е на некој начин ќе си дадам за право да кажам предлог за измена на законот за минимална плата истресен од ракав. Зошто? Затоа што со ова лично ќе кажам дека се подкопува договорот на релевантните преговарачи. А кои се, еве неколку пати претходно во дискусијата ги споменав, Сојузот на синдикати и представниците на работодавците. Друго, можеше ваков закон, па не со 11.000 денари сега што се предлага за измена на законот, да се донесе со било каков износ со кој што ќе го проценија колегите кои што се сега предлагачи да го направат и пред 2012 година, односно до 2006 година. Но тоа не се направи. Не се направи и јас причината не ја знам зашто не се направи, но не верувам дека немало тогаш во тој период представници посебно во политичката партија на Социјалдемократскиот сојуз, кои што не размислува на ова прашање, но грижата за граѓаните, иако ја имаме во идеја, ништо нема да значи ако идејата не се реализира. Слушнавме дека ова ВМРО-ДПМН или владата предводена од ВМРО-ДПМН ја украла идејата. Идеја како идеја, колеги, ништо не значи, додека не ја реализирате идејата. А реализацијата зошто не дошла, исто така се надевам, ќе барам и ќе инсистирам да има одговор. Зошто? Може би имало причина, јас не навлегувам и навистина ќе ја поздравам ако ја слушнам која е причината, која што е објективна, зошто не Република Македонија, односно претходната влада, не успеала, односно не донела минимална плата, која ќе биде гаранција за лицата кои што сега ја зимаат таа минимална плата. Па може би и сега би дошле за некој многу повисок износ и од овој што сега се предлага 11.000 денари. Предпоставувам, јас повеќе тука може би економистите ќе се вклучат и финансиерите, но предпоставувам може би ќе дошли до повисок износ. За жал, идеите се идеи, реализацијата е она што треба да ја имаме. Значи, да донесеме ние сега закон, не е спорно, колеги пратеници, законодавен дом сме, меѓутоа ќе биде многу несериозно да обврземе некој кој што не сме ни се дрзнале да поразговараме, барем да го слушнеме нивното мислење. Негативно нека биде, позитивно нека биде, меѓутоа барем да го слушнавме нивното мислење. Тоа ќе биде прв пат, ако така направи ова собрание, во историјата од независна Македонија. И друго нешто, се споменува во образложението, ќе се формира, во членот 2, ќе се формира фонд за поддршка на стандарот. И толку. Мислам дека, ако не во членовите, а може и во членовите, барем во образложението пошироко, не само една реченица, дека ќе се формира фонд. Па знаете што треба да се одржи,
тој фонд. Дајте, дали тоа нешто ќе се регулира со подзаконски акт, да го ставевме во членови. Дали во образложението да ја видиме ситуацијата колку ќе трае, колку треба средства и така натаму. Ништо не гледаме. Благодарам.